Добро вечер. Ново издание на Економски магазин. Денеска ќе зборуваме за Македонија како земја на чудата. Сите нас се надеваме на чудо во спортот и освојување на медали во фудбалот на олимпијадите, на чудо во музиката и победа на Евровизија, на чудо во политиката и соработка на власта со опозицијата. Секако, од овие чуда абер нема. Но затоа сме светско чудо во економијата. Таа расте иако индустриското производство со години опаѓа. Светско чудо сме и од невработеноста се намалува, но не се отвараат нови работни места. Чудо сме и затоа што владата се обидува да оживее мртви фирми со давање на финансиски олеснувања, додека пак за оние кои работат како и да не се грижи. До кога ќе бидеме земја на економските чуда? Одговорите ќе ги побараме од денешните наши гости. Тоа е првиот човек на Стопанската комора на Македонија, господинот Бранко Азевски, од министерот за економија Валон Сарачини. Добре дојдовте. Добре си дојдете. Првото прашање е, може да ви се, односно со моите констатации може да се согласите, може да не се согласите, но според мене фактите се неминовни. Првото прашање е до господинот Азевски. Во една ваша изјава рековте дека македонската влада треба да дувне во едрата на македонската економија. Како тоа да го направи? Многу едноставно, ако се знаат причините за состојбите во кои што се наоѓаме, тоа значи дека долги години од осамостојувањето на земјата примат даваме на социјалната политика, социјалните трансфери практично се голема ставка во буџетот на Републиката и тоа мора да биде така во услови во кои што го почнавме нашиот пат, меѓутоа не е добро тоа што во изминатиот период бар по 1 до 2% годишно не се пренасочуваат средства во буџетот од социјалните во развојните компоненти. Тоа не може да се направи сега наеднаш, нормално ќе предизвика сериозни последици и така натаму, меѓутоа ние би биле задоволни ако државата направи исчекор во тој правец и ако тоа допринесе да почнува да се менува структурата на македонската економија, која што чиј развој ќе биде базиран на зголемување на производството и извозот како основна компонента на правење на тој преокрет од социјалната према развојната функција на буџетот. Министре, дали министрите во владата на Република Македонија имаат доволно во своите дробови да дувнат во едрата на македонската економија? Видовме кои се барањата, основното, централното барање што се провлекува во минативе 20 на години. Дали вие како влада во овој момент размислувате нешто на оваа поле или повторно ќе одиме со ситни чекори за дневна политика? Faleminderit. Do të thotë një ndër prioritetet kryesore të qeverisë është që të ketë dialog të mirë dhe të vazhdueshëm me komunitetin e biznesit, dhe këtë ne kemi bërë në vazhdimsi. Shumë herë jemi takuar me përfaqësues të ndryshëm të odave ekonomike në Republikën e Maqedonisë dhe besoj që shumica e kërkesave të tyre janë reflektuar edhe në programin tonë qeveritar që dita ditës po realizohet me projekte konkrete. Po që se kthehemi prapa dhe shohim se çka qeveria ka bërë për t'ju mundësuar kompanive kushte më të mira për të punuar apo për të bërë biznis, do të isha ndërlidhur me gjitha politika, duke filluar nga politikat e reduktimit të taksave dhe tarifave të ndryshme, duke filluar nga implementimi i fazës së sistemit një sportel në Republikën e Maqedonisë, duke filluar me guillotinën regulatore e cila në mënyrë të dukshme i shkurtoi dhe i thjeshtëzoi të gjitha procedurat administrative me qëllim që komuniteti i biznesit mos të ketë bariera apo ngecje në kryerjen e detyrave të tyre. Si dhe shumë aspekte tjera të cilët në mënyrë direkte ju ndihmuan kompanive në vend. Këtu nuk mundem dhe mos ta përmendi edhe ndihmën e madhe që ne ja ofruam si qeveri komunitetit të biznesit, bëhet fjalë për kredin të cilën e morëm nga Banka Evropiane për investime, edhe atë në vlerë prej gjithsej 250 milion euro, e cila u realizua në disa faza, dhe fazën e fundit vitin e kaluar ishte në vlerë prej 100 milion euro me interes të subvencionuar nga ana e qeverisë 5.5%, që në kushte krize ju ndihmoi shumë kompanive që të realizojnë projektet e tyre. Kështu që besoj që ne kemi dialog të vazhdueshëm, dialog korrekt dhe ajo që është më me rëndësi kemi patur sukses në bashkëpunimin mes dy palëve. Ќе видиме, не одговоривте баш на одуго на забелешката на комората, но ние ќе се вратиме во студиово после рекламите. Бидете со нас.
Повторно сме во студиото на Алсатма телевизија. Гости во емисијава се првиот човек на Стопанската комора на Македонија, господинот Бранко Азевски, и министерот за економија, господинот Валон Сарачини. Го почнавме муабетот, видовме едно круцијално барање што е на бизнисмените. Слушнавме одговор до сега што направило, но него добивме основниот одговор. Дали владата е подготвена да ги намали социјалните трансфери за 1 до 2% и да ги насочи во економијата. Министре Сарачини, се добива впечаток дека на државата и на владава во овој момент е пресудно да биде буџетот полн за да може да се трансферираат парите во социјалните сфери, додека за економијата како да се нема осет. Дали има шанса да се смени ваквиот приод во владата? Ashtu do thot do të isha ndër lidhur edhe atë që tha zotri Azevski deri tash, do thotë qeveria gradualisht punon që të ketë një buxhet zhvillimor. Do thotë mirë, po ajo nuk mund të kalohet në një proces afaqshkurt dhe duhet një kohë për tu realizuar të gjitha kërkesat e odave ekonomike. Ajo që unë mund të them në këtë drejtim është që Qeveria e Republikës së Maqedonisë për buxhetin në vitin 2013, mund të them për herë të parë pas shumë viteve, ka planifikuar mjete për investime publike kapitale. Edhe atë në të gjitha sferat e infrastrukturës, duke filluar në infrastrukturën rrugore, infrastrukturën hekurudhore, në energjetik, në gasifikim, si dhe në shumë projekte tjera të cilët në mënyrë direkte do të ndikojnë në rritjen e ekonomisë në vend. Ajo që deri tani ka qenë kërkesë kryesore e odave ekonomike ka qenë që të investohet në investime konkrete, në investime kapitale publike, respektivisht në infrastrukturë. Këtë ne e kemi planifikuar në buxhetin për vitin 2013 dhe besojmë që qeveria në kushte krize paraqitet si investitor kryesor me projekte konkrete. Dhe kjo do të ndikojë dukshëm në rritjen ekonomike në vend, mirë po edhe në hapjen e vendeve të reja të punës, që është edhe prioritet kryesor i qeverisë. Господине Азевски, видовме пред една недела, 10 дена во собранието помина 2 измени на законот, а тоа е да се опростат и да се долговите што ги имаат фирмите кон пензискиот и здравствениот фонд. Кажете ми, дали ова е исправен приод за поттикнување на бизнисот во атмосферата и едноставно помагање на фирмите? Се добива општ впечаток дека оние што работат добро како да се оставени на страна и да се борат сами на пазарот, а лошите играчи кои што не знаеме дека дали ќе преживеат да добиваат финансиски олеснувања. Ова е сигурно изнуден потез на владата, така ние го цениме, бидејќи не е прв пат, значи и други влади посегнувале под тоа, и тоа е нарушување на принципот на равноправност на стопанските субјекти на пазарот и е во секој случај лоша порака до бизнисот. Меѓутоа, кога ќе се стави во контекст на условите на кои што ние дејствуваме во услови на многу тешка економска криза која што има своји реперкусии врз нашата земја, тогаш сигурно имало жестока дебата на владата за ова решение, меѓутоа се извагало дека помало зло во целата ситуација да се повлече таков потек и да се спаси тоа што може да се спаси во моментов од компаниите, да им се помогне, и затоа се одлучиле на такво нешто. Меѓутоа, во принцип, јас мислам дека тоа треба да биде крајна мерка за многу подраматични случувања од овие што моментално ние ги имаме, и дека треба да ги елиминираме сите тие работи кои што ќе стимулираат обстојување на проблематичните компании, а да ги насочиме средствата и помоштите таму каде што имаме јаки компании, докажани на пазарот, кои што можат брзо да ги тие средства свртат, да отварат нови работни места, гарантирано да остварат профит и така натаму, што е многу значајно. Во најавата кажав дека проблем во Македонија се новите работни места. Како да се натераат компаниите да отворат нови работни места? Значи никој не може никого со сила нешто да направи, но има тука владини политики кои што можат да помогнат. Што предлагате вие до владата да ги насочи овие пари наместо во проблематичните компании, во здравите компании? Кои се вашите барања до владата за да може да се направи обртот, но да се отворат и нови работни места? Видите, Македонија има многу сериозни проблеми, напластени 23 години, не е само оваа влада, таа која што треба и може да исправи све и така натаму. Тука да бидеме јасни, ние тие причини ги делиме во две многу сериозни групи. Едната е
дека имаме проблеми кај темелните принципи на воспоставувањето на пазарната економија. Тука имаме три пречки големи. Тоа е прво прашањето на гарантираноста на приватната собственост, затоа што без тоа не можеш да одиш напред во ваков систем кој што ние го градиме. Второ е односот меѓу капиталот и трудот, каде што имаме ситуација во кој што нити работниците се задоволни од газдите, нити газдите се задоволни од работниците. И третото прашање е заштита на договорите, функционирање на правосудството како клучен елемент за нормално функционирање на една економија. Втората група која создава проблеми во македонската економија, тоа се диспропорциите кои постојат во три клучни сегменти. Тоа се меѓу производството и потрошувачката. Само 34% производството учествува во бруто домашниот производ, стварањето. Тоа е проблемот, вториот проблем што го имаме е дисбалансот меѓу увозот и извозот. Знаете дека 57% увезуваме во државата, а само 19% повеќе трошиме него што создаваме во изминатите години. И третата работа која што исто така во тој контекст може да се стави, тоа е една диспропорција која што владе меѓу вработените и издржуваните лица во Македонија, каде 630.000 луѓе издржаваат 750.000 луѓе. Или уште еден податок да ви кажам, само 17% се вработени во индустријата која што практично представува стожер на извозот во Република, кој што е основна компонента за порамнување на тие платно-билансни позиции на државата. Така да, ако сега тие причини се зеат, тие причини не може да ги отклони оваа влада, тоа не може да се направи за една година, не може да се направи со еден буџет, тоа е еден долгорочен процес на кој што ние укажуваме во последниве 2 години, дека мора да се почне. Оваа влада е влада која што ги разбира нашите барања и ние сме убедени дека ќе успееме во тој процес и дека во моментов единствена причина за тоа е светската економска криза која што практично не дозволува да се влезе многу посмело во тие преструктурирања, затоа што тие со себе носат и ризици. Ризиците во услови на криза можат да доведат до поголеми нарушувања кои што нема да бидат добри ни за државата, ни за компаниите. Али ние сакаме да видиме постојан диалог на таа основа, ние сакаме да видиме и мали знаци на владата кои што одат во таа насока, како што спомна министерот, ние имаме во структурата на буџетот оваа година кај капиталните инвестиции големо зголемување, имаме отварање на јавни работи, знаете, автопатишта, пругите и така натаму, сето тоа е добро, меѓутоа ние мора да расчистиме и во менталитетот со овие 6-7 барања што ги кажав и заеднички да излобираме и да најдеме разбирање во целата наша држава дека тоа е единствениот начин и да се отварат нови работни места и да се зголеми производство. Дали го гледате, да, време е на криза, треба да се води сметка за социјалниот елемент, но од друга страна ако буџетот тешко се полни, а гледаме дека се полни во јануари малце потешко, односно трошоците се многу поголеми од што се полнењата, дали гледате вие знаци дека има желба за структурни реформи? Првин кај актуелнава влада, но би требало да ги има и кај опозицијата и да се договорат за некои начелни правци на движење во економијата. Дали во овој момент гледате на пример кај 4-5 министри што се задолжени за економија во владата, желба да се истурка некоја реформа или повторно се остава тоа да почне некаде за 2-3 години, 5 години или некој друг да ја заврши работата? Видите, консензусот што треба да се постигне овде треба да биде целосен. Значи, тој не може да биде само меѓу државата и приватниот сектор. Тука мора да бидат вклучени и вработените, и невработените, и опозицијата, и целиот сплет на едно милје, на создавање на еден амбиент во една држава. Јас реков, ако ние денес имаме ситуација во која што работниците не се задоволни од газдите, газдите не се од работниците, тука без постигнување на таков консензус не можеш да влезеш во сериозни реформски прашања. Министре, реформски
реформи, значи не она флоскула реформи само заради зборот реформи или некој што не ги наложува. Според сите економисти Македонија, еви според Комората, мора да ги направи, бидејќи неодржливо ова што се случува во Македонија. Немаме нови работни места, немаме нови индустријски капацитети со нови работни места. Значи, дали вие како влада, вие како министер за економија, морам да напоменам дека веќе 7 години ова министерство е како тргнато малце на страна во поглед на креирањето на економските политики, дали конечно ќе се обидете да постигнете консензус првин во владата, но и со пошироката заедница, па дури и со опозицијата за основните начални движења како треба да биде македонската економија и да ги прифатите овие 6 забелешки, односно двете групи по 3 забелешки. Në fillim më lejoni që të ndërlidhem në atë që tha zoti Azevski në lidhje me kompanitë problematike, të ashtu quajtura. Do thotë këtu nuk ka themi implementimi politikave pa reformave të qeverisë ndryshe për çdo kompani. Kishte debat të madh në qeveri se a duhet ju ndihmohet këtyre kompanive problematike dhe në fund vendimi i qeverisë ishte që në kushte krize kur ato luftojnë që të mbijetojnë në politika ditore, qeveria vendosi që t'ju ndihmojnë në këtë drejtim. Në lidhje me bashkëpunimin me odat ekonomike kemi thënë disa herë që kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm dhe të gjitha varëjtjet e tyre ne i kemi implementuar. Në lidhje me hapjen e vendeve të reja të punës, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, varësisht për institucioneve të ndryshme, ka politika të ndryshme për hapjen e vendeve të reja të punës. Do ta marrim programin për vetpunësim dhe punësim. Do thotë ku përmes granteve dhe kredive ne ju mundsojmë të rinjve dhe gjithë atyre të papunësuarve që të aplikojnë përmjete dhe të gjejnë vende të reja të punës. Mirë po përveç asaj, kemi politika tjera duke filluar nga investimet e huaja direkte që në mënyrë drastike ndikuan në hapjen e vendeve të reja të punës, mirë po edhe politika të ndryshme që dita ditës janë duke punuar që të hapen vende të reja të punës. Qëllimi kryesor i joni është që në një afat të shkurt, përmes gjitha institucioneve të ndryshme, atë e thash edhe dje në një konferencë bashku me Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, ku vetëm 2 vitet e kaluara ne kemi investuar diku rreth 2.5 milion euro, ndërsa për periudhën e ardhshme nga Bashkimi Evropian janë të siguruar diku rreth 10 milion euro për t'ju ndihmuar kompanive se si të thithin investime dhe në këtë mënyrë të hapin edhe vende të reja të punës. Mirë pa ajo që duhet ceki është se në kvartalin e parë të këtij viti, të thotë tash, ne nënshkruam marrëveshje për një platformë të re për t'ju ndihmuar ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kjo është në vlerë për 146 milion euro, që në mënyrë drastike përsëri do të ndikoj që kompanitë të hapin mundësinë për vende të reja të punës. Министре, само момент. Рековте странските директни инвестиции помогаат за вработување. Според податокот од пред нова година, 1350 вработувања има само од странските директни инвестиции. Мислам, таа е минорна бројка, бидејќи Македонија има 200 и кусур илјади невработени и при тоа има и 300 илјади пензионери, издржувани лица, односно некој што треба да работи. 1350 се многу мала бројка за целава за странски директни инвестиции. Што правиме да ги помогнеме компаниите да отворат работни места, македонските компании да отворат работни места, односно да вработат поголем број, 10, 20, 30, 50 илјади луѓе? Значи, зборуваме за системско намалување на невработеност, односно отварање на нови работни места. Të dhënat oficiale nga Drejtoria e Zonave të Lira Ekonomike janë se në zonat e lira ekonomike punojnë diku rreth 3000 punëtor. Do thotë nuk është 1300, mirë po janë 3000 punëtor, dhe kjo është një numër që duhet respektuar dhe ne punojmë në vazhdimsi për të hapur edhe vende të reja të punës me investimet e huaja direkte në Republikën e Maqedonisë. Kredia që përmenda më herët në vlerë prej 100 milion euro që u subvencionua nga qeveria në mënyrë të ndukshme ju ndihmoj kompanive që të zhvillojnë përdimtarinë e tyre dhe në këtë mënyrë të hapin vende të reja të punës. Dhe kjo u pranua dhe nga ana e odave ekonomike dhe kështu shumica e kompanive në kushte krize kur në gjitha vendet e rajonit ju keni largim të punëtorëve edhe nga administrata publike, mirë po edhe nga sektori privat, në Republikën e Maqedonisë po ndodhe kundërta. Pra ju keni punësime të vazhdueshme me masat dhe politikat e qeverisë që janë në drejtim për t'ju ndihmuar odave ekonomike apo kompanive. Компаниите за да отворат работни места треба да имаат пазар, односно тоа што го произведуваат треба да го продадат. Се добива впечаток дека во Македонија имаме една мантра што ја изговараме дека само треба да бидеме свртени кон Европската унија. Се добива впечаток дека никој нема сериозна храброст да каже дека да, Европската унија
е во ред. Имаме пазари во Германија, во Италија, во Франција и во останатите земји, но таму веќе бизнисот не врви толку колку што врвел до сега. Дали некој ќе смогне сили во оваа држава да каже дека треба да се свртиме? Турција, Русија, Кина, Индија, Бразил, оние земји кои што имаат голем пораст. Република е Машенис është ndërlidhur kryesisht me ekonominë e Bashkimit Evropian dhe dim se 65% nga eksporti ynë realizohet me vendet e Bashkimit Evropian dhe ata në mënyrë direkte, ndërsa në mënyrë indirekte ajo është diku rreth 90%. Kështu që ky proces duhet vazhduar edhe më tej. Ajo që edhe unë si ministër i ekonomisë, mirë po shumica e ministrave kemi thënë se kompanitë në kushte krize duhet të jenë më konkurrente dhe më inovative dhe të kërkojnë edhe tregje të treta. Sidomos në kushte kur ekonomia europiane është në një krizë të thellë. Këtë e tha dhe Christine Lagarde, që është drejtoreshe e Fondit Monetar Ndërkombëtar, që tha që ekonominë botërore janë duke kapluar rreth të zeza, ndërsa epiqendra është ekonomia europiane. Pra, momentalisht ne konsiderojmë se tregu europian apo tregu në shtetet e Bashkimit Evropian për kompanitë tona është i mbyllur. Prandaj edhe kërkesa e kompanive për tregje të treta, kryesisht për tregje në Turqi, në Azerbajxhan apo në vendet e Azisë së Mesme, është një moment i mirë që kompanitë tona të jenë më inovative, të kërkojnë partner strategjik që të plasojnë produktet e tyre në këto vende dhe më në fund eksportin të orientojnë edhe në këto vende. Normal, derisa kriza europiane në vendet e Bashkimit Evropian nuk stabilizohet. Господин Неазевски, вие сте начело на комората која што организира најголем број на компании во Македонија, каде што влегуваат и оние најкрупни играчи, најмотни играчи. Дали отварате нови пазари и се борите за нови пазари? Дали е време малци и компаниите да поработат за да се охрабрат да излезат од рамките на Македонија и да отидат кон овие нови пазари, а не само кон Европската унија? Значи, тоа го покажуваат и бројките. Министерот рече дека 60% од нашиот извоз е во Европска унија, меѓутоа треба, ако се погледне структурата на тој извоз, ќе се види дека преку 50% е сконцентриран во 4 држави кои што во овој момент не можат да остварат високи стапки на раст. Практично некои имаат и намалување на минус на бруто домашниот производ. Тоа се Германија, Италија, Бугарија и Грција, наши традиционални партнери кои што во вакви услови тешко дека можат да повлечат повеќе роба од она што досега го чинеле од нас. Сето тоа нас не алармира да мораме да бараме нови пазари. Македонските компании ги имаат, меѓутоа тоа одело на нивна иницијатива. Да речеме, ние имаме компании во прехранбената индустрија кои што извезуваат во преку 40 земји, од Сиетл, од Ванкувер на едната страна на светот до Нов Зеланд на другата страна. Да речеме Мак Прогрес, Европа, Витаминка и така натаму да не набројувам. Заради тоа ние изградивме стратегија во текот на оваа година на 3 регионални пазари да помогнеме заеднички со владата на Република Македонија да работиме на средување на правната регулатива, на изнаоѓање на саемски манифестации и организирање на директни контакти, како би можеле да ги отвориме тие пазари. Се работи за Кавказскиот регион, се работи за пазарите на Блискиот исток и на Северна Африка. На една турнеја веќе бевме во Кавказскиот регион, ги обиколивме тие земји. Морам да кажам дека сериозна поддршка добивме од Турската комора, која што е веќе присутна значајно на тој пазар. Сега очекуваме на еден самит во Мароко во текот на овај месец да се сретнеме со представниците на коморите од земјите на Северна Африка и во текот на април тоа ќе го направиме во Катар со компаниите од Блискиот исток. Така да се работи за една сериозна стратегија во која што нашата улога ќе биде да изградиме собствена мрежа и заедно со владата да ги надминеме правните пречки, затоа што дел од овие земји немаме дипломатски односи, дел се под санкции на меѓународната заедница, дел од тие немаме склучено договори за избегнување на двојно оданчување и така натаму. Имаме визи со некои од нив, иако македонската влада повлекла потез да нивните граѓани без визи доаѓаат во нашата земја и така натаму. Значи, тоа е една активност што ќе обележи оваа година, мислам дека ќе створи претпоставки за настапи на овие пазари.
дел од бизнисмените од вашата комора рекоа дека Македонија треба да забави со примената на обврските што произлегуваат од приближувањето кон Европската унија. Односно се она што може финансиски да ги ограничи, оптовари нивното работење, да не се имплементира се до влегување во Европската унија. Дали сметате дека треба владата да донесе вакви мерки, односно да ги повлече сите оние оптоварувачки обврски што за Европската унија, не зборам за намалување на стандардот на производството, едноставно за сигурноста на производите, сето тоа, туку оние што оптоваруваат одредена работа на фирмите. Сметате ли дека тоа треба да биде преземено од страна на владата? Ние сме секогаш оптимисти и се надеваме дека до јуни месец ние ќе добиеме тоа што треба од Европската унија за да го продолжиме нашиот пат и ќе бидеме најсреќни да тоа се заокружи на таков начин како што е планирано. Меѓутоа, ние реагираме, односно компаниите реагираат на една состојба во нашето дејствување овде, не само во Македонија, него на Балканот, на некаква импулсивност. Значи, ние одиме сега пред времето. Значи, ние не сме членка на Европска унија, немаме подпишано ни добијано датум за почнување на преговорите, а ние веќе имплементираме најригорозни стандарди кои што не се применуваат ни земјите кои што имаат поблизок статус во овој момент до Европската унија. Значи, ние упозоруваме само на тој елемент. Затоа што нашите односи према и применувањето на тие стандарди према Европската унија сигурно ги зголемува и наша конкурентноста на нашите производи, ги прават поконкурентни тие стандарди и ние мора да се опробаме на тој пазар и ние имаме 60% извоз на тој пазар и ние треба да работиме да уште го зголемуваме извозот на тој пазар и така натаму. Меѓутоа, не да трчаме пред сите како што знаеме, затоа што овде на Балканот тоа важи правило, или одиш во една насока или во друга, средина нема. Тоа може да не доведе во ситуација да ние во моментов сега заради едно политичко прашање со една соседна држава, како компании трпиме последици, финансиски импликации, затоа што сме ги прифатиле тие стандарди, а ова прашање на приближување кон Европската унија се одолговлечува од за нас имагинарни причини. Затоа што политичките причини за нас како стопанственици се имагинарни. Ние однака работиме, споменуваме Грција како наш најголем инвеститор, како наш партнер четврти во соработката и така натаму. Министре, ова е интересна забелешка. Знаеме дека вие доаѓате од БДИ, односно од ДУИ, кај што една од основните политички агенди е приближувањето кон Европската унија и во НАТО влезот. Дали на вакви забелешки за успорување на имплементација на овие норми кои што го оптоваруваат стопанството, може да изнајдете сила и да речете добро, ќе преиспитаме што оптоварува, кога ќе дојде да извештаат дека можеме да појдат датум за преговори, ќе почнеме и ќе ги примениме, но до тогаш да им олесниме на стопанствениците, нема да важат тие норми што ги оптоваруваат. Дали ќе имате сила да го излезете во пресрет на оваквите барања на Стопанската комора? Njëherë më duhet të them që integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO janë prioritetet strategjike të qeverisë e Republikës së Maqedonisë. Dhe këtu lëshime nuk ka dhe ne duhet përgatitemi që të gjitha kërkesat nga ana e tyre të realizojmë në afat rekord. Edhe në dialogun paraqasës që kemi me Bashkimin Evropian, ne kemi një sër aktivitetesh dhe detyra shtëpiake që duhet të realizojmë me qëllim që të afrohemi sa më pranë derës së Bashkimit Evropian. Ne deri tani kemi implementuar dhe kemi ndryshuar shumë ligje, mirë po kemi ndryshuar edhe diku rreth 600 akte nënligjore. 80% nga këto ndryshime kanë qenë në drejtim për t'ju ndihmuar kompanive, mirë po kanë qenë edhe të harmonizuara me ligjet në Bashkimin Evropian. Dhe kështu mendoj që ne nuk mundemi të bëjmë ndonjë ndryshim dhe duhet të ndjekim rrugën e gjitha shteteve që janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe të harmonizojmë legjislativën tonë. Nga ana tjetër, ne kemi dhënë maksimumin për t'ju ndihmuar kompanive. Do të ndërlidhem edhe një herë ata në kërkimin e tregjeve të treta. Do të thotë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë 2 vitet e fundit, në të gjitha vizitat që bën jashtë shtetit me takimet me ministra apo kryeministra të ndryshëm të vendeve të ndryshme, ne me vete kemi edhe kompani të odave ekonomike, me qëllim që bashkëpunimi mos të jetë vetëm në nivel institucional, mirë po të bartët edhe në nivel të kompanive. Dhe kështu janë nënshkruar shumë marrëveshje për tregti të lirë, janë nënshkruar shumë memorandume për bashkëpunim dhe rezultatet veç kemi filluar t'i shohim. Doaѓаме до крајот на оваа мини дебата.
За крај ќе го прашам господинот Азевски за една оценка на работењето на владините министри за економија, односно на економските владини министри, од 1 до 5, каде што 5 е најдобрата оценка, како би оцениле како се грижат за економијата, министерот за финансии, за економија, за земјоделство, за транспорт и врски. Која е вашата оценка за нивната работа? Значи, јас многу пати во јавноста сум кажувал дека соработката со владата на Република Македонија во делот на нашите ингеренции е на високо ниво, затоа што се совпадна со ингеренциите, интенциите на оваа влада да даде примат на економските политики. Во таа соработка сме имале жестоки дебати, сме имале различити мислења. Морам да кажам дека се работи за луѓе кои што знаат да го слушнат тоа, знаат да излезат со аргументи. Морам да кажам дека имаме определени забелешки на соработката со пониските ешалони на власта, кои што бавно се прилагодуваат на новите, али тоа е новите состојби, али тоа е општа констатација дека имаме проблем со функционирањето на администрацијата, али не и со ресорните министри кои покажуваат сенс за тоа и ги следат политиките на програмата на владата и на владата во однос на приоритет на економијата. Од друга страна, ние секогаш сме биле самокритични, мора да кажеме дека прашање колку и ние во коморите сме спремни да водиме вистински дебати за вистинските прашања, затоа што ние поминавме низ еден тежок период на исто наше прилагодување на новонастанатите ситуации, тешко е да се створат експертски тимови, тешко е да се изнајдат механизми и начини тие да се со аргументи подкрепат и така натаму, така да јас ова го ценам како еден период во кој што заеднички се прилагодуваме за она што ќе биде во наредните 50 години главна определба на една влада да создава бизнис амбиент и главна определба на асоциациите, односно на коморите, да создадат здруженија, еснавски организации кои што навистина ќе го представуваат гласот на сите компании и заеднички ќе бараат решенија. И оценката е? Оценката на таа работа, јас секогаш сум бил скептичен да го кажам максимумот, меѓутоа слободно би можел да кажам дека е 4+. Охо, машала. Министре, ќе напуштите ли дневната политика како влада, зборувам, како министр во владата, ќе се борите ли да имаме една генерална визија која ќе почне да се спроведува за економските реформи? Не реформи за да се фалиме пред народот пред избори, туку реформи кои што ќе помогнат реално на бизнисот за да се направи нешто. Зборувам да се изнајде начин реално да се помогне и да се почувствува за 3, 5 години, 10 години, но да почне да се работи. Ne nuk I bëjmë reformat për zgjedhje, ne I bëjmë reformat që t'ju ndihmojmë edhe sektorit të biznesit, mirë po edhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Puna e parë është ajo që thash edhe në fillim të emisionit, se për vitin 2013 ne kemi planifikuar investime serioze kapitale në infrastrukturë, dhe kjo në mënyrë të dukshme do t'ju ndihmojmë biznismenve. Dhe ajo që është kryesore është që qeveria e Republikës së Maqedonisë ka dhe strategji të ndryshme afatgjate të cilët planifikojmë që në periudhat të ndryshme të realizojmë duke bashkëpunuar me odat ekonomike, mirë po duke bashkëpunuar edhe me gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Në ekonomi jo shpesh mund të bëni edhe planifikime afatgjate, duke patur parasysh se keni ndryshime në bazat ditore dhe asnjëherë nuk mund të jeni të sigurt se një strategji afatgjate në një periudhë afatgjate mund të jetë e qelluar. Prandaj çdo herë bëjmë revidimin e strategjive, shumica e tyre janë të kyçura në programin qeveritar dhe ajo që herën e fundit e bërëm është që të gjitha strategjitë dhe të gjitha programet që në mënyrë direkte ju ndihmojmë kompanive ne I kemi integruar në një program të vetme e cila mund të në çdo kohë të jetë edhe e pranueshme nga ana e kompanive në vend. Господинот Азевски многу јасно кажа две групи на проблеми од по 3 основни работи. Дали имате сила тоа да го слушнете и да го спроведете? Çdo herë ndëgjojmë ato që është si vërejtje nga ana e odave ekonomike, pranojmë kërkesat e tyre, I realizojmë dhe prandaj edhe konstatimi I zotërit Azevskit për punën e qeverisë është më se pozitiv.